поканам да останете после 10, имаме краток брифинг за вашите прашања, тука се и советниците, така да Александар Побед. Намерата на локалната самоуправа на ДПМН е да ги даде паркинците под концесија по пат на јавно-приватно партнерство, значи врв на хипокризијата, јасен и недвосмислен показател на безидејноста и кулминација на неискрениот, несовесниот и игнорантскиот однос кон сопствените граѓани. Тие што со години назад беа најголемите, најгласните и најревносните противници на издавањето на јавните паркинг простори во градот под закуп или концесија со јавно-приватно партнерство, сега тоа истото им го предлагаат на народните избраници во општинскиот совет. Тие што со сила ги раскинија и поништија договорите за закуп и за концесија на паркинзите, тие што жестоко го критикуваа поранешниот градоначалник за таквата постапка, тие што упорно тврдеа дека паркинзите треба и мора да ги работи јавното предпријатие Билјаин извори со сопствени средства и потенцијали, сега тие истите даваат една ваква срамна предлог одлука, сосема спротивна од нивните јавно и јасно изразени мислења и ставови. Новата локална власт на ДПМН веднаш еднострано ги раскина договорите за закуп и за концесија на јавните паркинзи, зашто допрва окријани ќе бидат принудени да плаќаат огромни судски оштети. Веднаш потоа, без одлука на совет, значи противзаконски, цените за паркинг беа сменети. Пред известно време паркинзите од собственост на општината со одлука на советот повторно му беа вратени на јавното предпријатие, но советување дадено до сите граѓани на Охрид дека јавното предпријатие само ќе стопанисува со нив. Сега без никаков срам пред целата охридска јавност, локалната власт на ДПМН предлага одлука паркинзите повторно да се дадат под концесија со јавно-приватно партнерство. Скандалозно. Ние навистина се прашуваме која е логиката на сето тоа, или подобро речено, чии интереси се опрашањи. Која е вистинската причина и зошто граѓаните на Охрид беа излажани од страна на локалната власт на ДПМН. Ја користиме оваа прилика да ги предупредиме градските власти, ни случајно да не им падне на памет, да ги испркаат од работа луѓето вработени како наплатувачи на паркинг. Волјата на народот не се манифестира со стотици автобуси и знамиња, не се гледа преку бројот на билбордите и рекламите по медиумите. Вистинската волја на народот владеачката партија ќе почувствува на 13 април, затоа што на граѓаните веќе им е скиснато од 8 години владење на ДПМН со страв, закани и притисоци. На 13 април секој гласач зад гласачкиот параван, мирно, честно, гордо и достоинствено ќе го даде својот глас за подобриот кандидат, за подобрата опција, за подобрата иднина. Многу интересни се обидите на активистите на ДПМН за закани и заплашување на гласачите. Дека наводно тие ќе знаат кој за кого ќе гласа, дека ќе можат да не бидат, дека пенкалата биле со камери, дека сериските броеви на гласачките личиња биле обележани, митови и бабини деветини. Ги уверуваме и охрабруваме граѓаните дека не постои механизам за да се влијае на слободната волја на гласачите за кого да го дадат својот глас, и никој жив нема начин да ги види што ќе направат позади параванот. Но има една вистина според законот за која што гласачите мораат да бидат свесни. Секоја повреда или злоупотреба на избирачкото право, секоја повреда на слободата на определување на избирачите, секој подкуп и секоја повреда на тајноста на гласањето се санкционираат со казна затвор од 3 до 5 години. И тука место за компромис нема. Секаков обид за организирање на некакви бугарски возови, фотографирање на избирачки ливчиња, гласање со избирачки ливчиња со веќе заокружени броеви или било каков облик на јавно или заедничко гласање ќе биде пријавен и најстрого казнет. Вистинската волја на народот мора да дојде до израз на предстојните избори. Спроведувањето на фер и демократски избори се наша насушна потреба, затоа што во текот на овие изминати 8 години сите сме заборавиле како е да се води нормална и законска изборна кампања и како е да се спроведуваат фер и демократски избори во една нормална демократска држава. Овој пат народот ќе знае како да се справи и како сурово да ги казни сите оние што се дрзнаа да се закануваат, да вршат притисоци и да заплашуваат сите овие години. Дивното време помина, а по 13, па после тоа, после 27 април, едноставно ќе бидат збришани од политичката сцена и заборавени.